Скопските општини Аеродром, Центар и Карпош имаат поголем број на заразени од сите скопски општини заедно. Според граѓаните, тоа се должело на непочитувањето на мерките за заштита, генерално од помладата популација. Направивме обиколка во сите населби поединечно. Раздвижено беше секаде. Граѓаните уште рано наутро брзаа да завршат по некоја обврска. Аеродром, една од најголемите скопски општини, е место каде најмногу не се почитуваат мерките за заштита. Правилата на игра ги кршат најмногу младите, кои откако ќе им се затвореле кафолињата, се собирале по клупи и ништо не се почитувало. Ниту маски, ниту дистанца, велат жителите од скопската населба Аеродром. Според нив, пред трговскиот центар Бисер, навечер не можело ни да се помине, па според секојдневната слика да можели еден врз друг би се качувале. Пред некој ден овде излегов во 11 сатот. Од сите луѓе што беа тука излезени, сите без маски. Никој, предпоставувам, не контролира? А каква контрола? Да има контрола барем, да осушат 5-6 души, да платат на лице место. Кој едно време што имаше закон, ако плукнеш долу, во друг град ќе 7 дена ќе рибаш и чистиш. Така и сега треба да им направат. Недисциплина тотална. Баш овде гледам по 20-30 души идат групно. Во оваа група, цела група по 20 души, никој не носи маска. Навечер, поготово дојдете во Бисер па да видите што е. Ништо не почитуваат младите. Контролирање има или слабо и тоа? Нема ништо. Ништо подобро не е ниту во Центар. Сликата и таму е безмалку идентична. Најголем проблем и таму правеле младите кои најголемо се собирале. Универзална сала и дебар мало, според граѓаните биле местата каде најмногу се правеле гужви, особено во вечерните часови. Ја мислим да е све због ови млади после 12 сати што се собира по улици, по Силбо, овдека. Овде доđете вечер у 11-12, тука има 5 души, све млади. Еден носи маска, друго не носи маска. Да влегне у продавницу, менјав се измеѓу себе, менја маските. Јас живеам во Центар, Каршимош, беше катастрофа тие денови. Навистина беше премногу, еден до друг, непочитување, гужва. Забавите своето си го направи. Да, забавите, ве сега свадбата се најавува, така што навистам тие групни собирања се навистини блиските контакти, посебно на младите, иако тие не се со некои клинички слики тешки, меѓутоа за домашните, за баби, дедовци, за сите, може да пренесат. Направивме обиколка и околу Карпош, третата општина по број на заразени од COVID-19. Граѓаните, главно повозрастните, велат дека тие ги почитувале мерките, но недоволно. Младината велат била таа која правила најголем проблем. Додаваа дека ни овде немало кој да контролира. Младината најмногу грешки прави и то свесно и уште повеќе и старите ги заразува. Али тоа е што е. Мислим дека полицијата многу малку е активна на тој план. Или служби други кои треба да се пазат да се не шири овој вирус. Али никој ништо не презема. И од владата, и од функционерите, и од оние кои треба да го тоа сторат, не преземаат. Нажалост. Сметате дека е слабо за сега? Многу слабо. Јас сум повозрастен човек, имам голема страф. Ја почитувам све. Меѓутоа, многу од луѓето не ја почитуваа. Денеска раздвижено беше речиси во сите скопски општини. Секојдневната слика која исто така представува главоболка за сите е гужвата и турканиците во јавниот превоз. И наместо да се одржува дистанца и да се запази бројот на патници, граѓаните кои што секојдневно користат јавен превоз велат дека правилата за заштита било невозможно да се применуваат во градските автобуси. Според протоколите на владата, на сите станици треба да има означено точки за патниците, со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание, но ниту ова не се ни применува, ниту пак има кој тоа да го контролира.